Продолжуваме тема култура во овој блок, во блокот во 8 часот. Задоволство и чест за една навистина ваква извонредна изложба која што ќе се случува. Да разговарам со Маја Крстевска, тај виш кустос и програмски раководител во Националната галерија на Македонија. Имено Жанета Вангели има ретроспективна изложба во чив тема, но ајде, со ред прво добро утро. Добро утро до сите гледачи на Македонија наутро, до тебе Јована, и благодарам за поканата да учествувам и да проговориме околу оваа многу значајна изложба. Имаме малку фотографии, нешто малку да биде како доволен поттик за да се дојде и да се посети изложбата, но вие ќе ни кажете зошто треба да се посети. Прво, како настане идејата за ретроспективата на Жанета Вангели? Токму така, на моje лично задоволство, таа утре вечер ќе се представи во Националната галерија на Македонија во чив темамот со над 300 фотографии, уметнички дела, инсталација и објекти. Како започна? Па лично јас ја поканив да аплицираме на конкурсот, на јавниот конкурс што Министерството за култура и туризам го објавува секоја година во националните институции кон Министерството за култура и туризам, и таа се одазва на мојата покана. Направивме апликација и Министерството за култура и туризам ни одобри финансиски средства и ние почнавме со реализација на овој многу значаен проект. Значи изложбата се вика Архив 2 и Епифанија, значи носи некои два наслова или и еден поднаслов, што подразбира дека ова е продолжение на нејзината изложба од 2017 година, што беше одржана во Музеот на современа уметност, а ова е едно сега продолжение, ретроспектива на нејзиниот творечкиот опус од 1985-2025 година. Маја, што ви беше најголемиот предизвик при подготовка? Да ви кажам, лично за мене е предизвик самиот автор. Жанета Вангели е уметник која што е, би кажала, пред се перфекционист во она што го работи. Таа е пред се мултимедијален уметник и навистина има што да покаже, и сите нејзини дела што досега сме ги имале, поседуваме и нејзини уметнички дела во поставката на Националната галерија на Македонија, прекрасно едно дело кое што ја краси збирката Вода од пашиниот тамам. Значи, таа лично како човек, како уметник, навистина има што да каже и покаже. Особено во мултимедијалниот, би рекла, свет, каде што таа се представува преку дигиталниот принт, преку сите оние фотографски елементи, да кажам, преку сите оние визуелни прикази, таа ни го доловува светот на архив. Значи, да се надоврзам сега и на насловот на самата изложба. Значи, овде се зборува за сите нејзини блиски окруженија, личности и случувања што ја следат низ годините, низ 4 децениското творење, така да таа преку фотографија, преку објекти, преку инсталација, видеозаписи ги прикажува овие ликови над зидовите на чив темам, кој што навистина знае пошироката публика, еден од најзначајните објекти од османската профана архитектура. Колку време е потребно за да се постави една ваква изложба? Многу. Значи, ние работиме... дела, кажавте? 299 дела. 299 дела ќе бидат утре презентирани пред македонската публика. Од 1 август влеговме во објектот Чив Темам, каде денонокно моите колеги, техничката служба, Анета, професор Жанета, значи јас, колегата што ми е соработник на проектот, денонокно значи подготовките се уште траат, ама мислам дека денеска завршува, денес е финалето и утре за пред публиката да се представиме. Како ја конципиравте поставката? Мора да има, се разбира, некое течение, некоја приказна, нешто што посетителите ќе ги води, ќе влезат во приказна. Секако. Значи, следејќи, повторно ќе кажам, значи, во долгите разговори, во посетите неколку пати, значи, кај професор Жанета Вангели во ателје, направивме еден заеднички концепт како ќе биде изложбата реализирана, така да има секоја просторија, има своја приказна, така да започнува централно, значи кога ќе дојде публиката, ќе се запознае со нејзините дигитални плотери, со пейсажи, централно да кажам. Потоа, бидејќи Чив Темам, нели, тоа е двоен намам, има десна страна и лева страна, како што е, нели, бања или спа. Поново, во десниот дел се нејзините мултимедијални дела на фотографија, каде што се од најмали димензии, она што ќе ја плени публиката, ќе види дека тоа се
стотици фотографии на познати личности, нејзини соработници, нејзини блиски, роднини и слично, додека во левиот дел од амамот ќе може да види објекти, инсталации, каде што таа ни ги представува низ историјата, низ историските моменти, значи низ христијанските сите символи и слично, ни ги представува нејзиниот, да кажам, нејзината визија за она што како во христијанскиот свет се појавува епифанијата, поточно богојавлението, нели? Таа смета, што може би е и точно, да не навлегувам нели многу во христијанството, меѓутоа само да напоменам, од уметнички аспект, таа смета дека ние не со раѓањето, туку со крштавањето, со богојавлението на овој свет, значи доаѓаме и се осветуваме на тој начин и таа со тие нејзини символи не воведува и во светот на христијанството. За големите имиња, без разлика од која област, секогаш представате дека тие се специфични, дека не можете да остварите комуникација со нив, дека се недостапни, но во суштина се многу обични луѓе. Обично така се покажало оваа врвна уметница, како беше соработката со неа, Маја? Јована, морам да признам, ова е вистина, што ја потврдува и професорката Жанета Вангели, да кажам и нешто и за неа, нели? Таа има дипломирано и започнато своите студии тука на Факултетот за ликовна уметност, кај значени наши професорски имиња, има дипломирано во Германија. Големите личности се навистина едноставни. Ова е вистина што го кажа и многу беше лесна за соработка, значи со Жанета имаме разбирање што се вели со поглед, нели? Да. Се разбираме и едноставно кога ќе наидавме на некоја нормално е дека има и препреки, дилеми, како да се постави делото, како да се донесе, како, значи има и технички работи. Секогаш со погледи и со не многу дискусија сме се разбирале за да го реализираме она што е зацртано нејза како мисла. Какво е значењето на Жанета Вангели за македонската современа уметност? Жанета Вангели е редовен професор на Факултетот за ликовна уметност во Скопје. Значи, таа е на катедрата за сликарство и мултидисциплинарни студии. Така да таа е многу значаен автор, бидејќи иначе ги образува следните генерации уметници. Од 2008-та предава на оваа катедра, на овој значаен Факултет за ликовна уметност, а она што можам да кажам дека таа беше и наш представник 2003 година на Венецијското биенале, токму преку Националната галерија на Македонија, и нејзините дела се наоѓаат освен во Музеот на современа уметност и Националната галерија на Македонија, во многу светски музеи, во приватни галерии. Таа е светско име, нејзините дела се биле презентирани, да кажам, од Европа преку Кина, Јапонија до Америка. Значи на сите континенти е представена како на групни изложби, така и на поединечни изложби. Така да нејзиното значење на вистина огромно и верувам дека публиката со нетрпение го очекува утрешното отворање. Ве слушав внимателно, од друга страна таа е професорка. Се надевам дека незините студенти само знаат за сево ова и дека имаат дека точно знаат која е професорката, од кого учат, од кого црпат. Да, не знам колку новите генерации, младите генерации се запознаени. Јас уште еден дел би сакала да напоменам за Жанета, за професорката Жанета, бидејќи е мој пријател и уметник пред се, дека таа за да го реализира овој проект, значи си зема неплатен одмор од факултетот, значи за семестар, значи за да не ги оштети студентите од предавање, да трпат поради тоа што таа се подготвува за оваа изложба. Значи таа си зема неплатено за да ја направи изложбата токму тука во Чифте Амам и да биде секако што треба за да одговори на овој проект. Тоа значи дисциплина, значи посветеност, многу работа. Токму така, Јоване, ние сме воодушевени, техничкиот тим кој што работи на оваа изложба, моите колеги, вика до сега сме соработувале со многу уметници, бидејќи да напоменам, оваа институција постои од далечната 1948. Значи во оваа институција се реализирале многу проекти, што индивидуални, врвни имиња, светски имиња, 50-тите, Хенри Мур, значи основачи на галеријата се големиот Лазар Личеновски, Никола Мартиновски, Борко Лазевски бил прв директор, Димо Тодоровски, што сакам да кажам дека тука плејада на уметници и дела поминале во реализација, меѓутоа вработените ми кажа, вика, досега со ваков автор не сме соработили така лесно, така спонтано, а така голем автор. Што би сакале публиката да понесе со себе кога ќе излезе од Чифте Амам?
Прво, само по себе, самиот објект е навистина спектакулар. Објектот е преубав. Јас мислам дека да. што и да се постави во објектот, што и да се направи, што и да организирате вие, дека тоа е една таква магија. Значи и туристите што доаѓаат преку летната сезона, нели сега сме многу атрактивни, меѓутоа ќе го напоменам и Даут Пашиниот тамам, нели што се наоѓа на влезот во старата чаршија, каде што од тука започнува Националната галерија да постои, тука е нашата збирка, нели националната збирка на Националната галерија на Македонија. И мислам дека чифтам самиот по себе е атрактивен, а уметникот кога ќе влезе и на празен простор, значи веднаш го инспирира да твори. Така да ние мислам дека сме секогаш отворени за публиката, дека стручниот кадар што е тука, а сега би го напоменала и би го поздравила нашиот нов директор на оваа институција, тоа е ликовниот уметник господин Али Синани, кој одскоро седна на менаџерското столче на нашата институција и веруваме дека со заеднички сили ќе дадеме уште поголем значај на оваа институција. Вие како програмски раководител во Националната галерија на Македонија, како гледате на институцијата во насока на не само на промоција, туку и на поддршка на македонските уметници, па и може и на женските уметници? Да ги споменеме во контекст на изложбата. Токму така. Знаете што јас работам цели 3 децении во Националната галерија на Македонија. Така што можете сосема издржано да одговорите. Значи јас и од дете тука сум израснала, бидејќи не знам пошироката публика знае дека јас сум внука, потомок на големиот Лазар Личеновски. Така да во наше владение во Ставина е спомен куќата на Лазар Личеновски. Така да можам да се надоврзам и да го следам сиот оној период од мали нозе, би кажала, како се развивала оваа институција и што се случувало. А жените уметници се навистина посебен допринос во уметноста, бидејќи тие со својот би кажала, со својата афирмација на нивното она што го работа, допринесуваат да нашата свест е уште повисока, поточно да жените си го земат приматот во уметничката фела, значи наша, така да верувам дека со оваа изложба ќе може да допреме, нели, до стручната публика и до пошироката публика, без оглед дали се тоа од најмалата возраст или највозрастната популација, дека жените во уметноста допринесуваат да светот го видиме онака како што можеби си размислуваме, ама не го реализираме до крај. Сега е навистина шанса преку професорката Жанета Вангели да видиме што е она што жената го носи во себе, а го прикажува во јавноста. Млади уметници има ли кој да ја наследи цела оваа енергија? Секако. Секако, ние имаме и подмладок во нашата институција. Редовно одиме на тоа, дури волонтерски прашуваат да доаѓаат студенти кои што студираат историја на уметност и ликовна академија, да волонтираат во нашата институција, така да мислам дека внимаваме и на тој дел, значи да бидат покриени, а и правиме нормално изложби, организираме на млади уметници од меѓутоа услове секогаш да се од ликовната академија дипломци или од некоја друга ликовна академија. И треба да биде во суштина, затоа што нели се печали за наетот, треба да биде издржано. Да, ете така, значи ние сме отворени, вратите се отворени на Националната галерија и секогаш сме расположени за нови идеи. Благодарам за гостувањето. Навистина беше чест, Маја. Може само да го завршиме разговорот, да ги поканиме утре во... Ете така, значи утре вечер, 21 август, во 20 часот, Архив 2, Епифанија, Жанета Вангели, самостојна ретроспективна изложба. Поканети се сите и на крај да се заблагодарам за финансиската поддршка на Министерството за култура и туризам и сите ќе ни бидете драги гости. Благодарам на вашата телевизија и на поканата. Се гледаме, Маја, и во следна прилика. Се разбира ќе има простор, како и што има досега.